вклучување на лице место ќе најавиме дека лизгалиштето во спортскиот центар Борис Трајковски се отвара конкретно овој месец. Имено Скопјани, нашите сограѓани ќе имаат можност да уживаат на мраз, односно на лизгање на мраз. Повеќе детали во однос на самото отварање на крајот на овој месец во спортскиот центар Борис Трајковски, односно отварањето на самото лизгалиште, во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, директорот на спортскиот центар Даниел Апостоловски. Да му посакаме добро утро. Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи. На самиот почеток напоменав дека се отвара на крајот на овој месец, немаме конкретен датум кога. Што е она кое што се најавува со самото отварање на лизгалиштето, односно дали можеби ќе има некои промени докаде се самите подготовки? Да, како што кажавте, веќе сме отпочнати, би рекол, со подготовките за отворање на новата сезона со лизгалиштето. Би напоменал дека изминатата година имавме малку посериозни реконструкции во однос на лизгалиштето, кои што беа се во насока на тоа да обезбедиме подобри услови, односно подобар мраз за лизгање. Оваа година би рекол дека ќе го разубавиме малку повеќе, односно оној естетски дел би рекол на лизгалиштето ќе биде во полн сјај, така што сметам дека оваа година посетителите на вистина ќе бидат задоволни. Верувам дека промените ќе бидат очигледни, па затоа и самите присутни ќе бидат задоволни. Што е она кое што го препорачувате на оние кои што ќе го посетуваат самото лизгалиште? Кои се оние правила кои што треба да се следат? Па добро, да, пред се би рекол дека редот и дисциплината мора да се почитуваат, пред се најмногу од безбедносни причини би рекол, колку што е забавен би рекол мразот и лизгањето само како спорт, толку придонесува и во однос на несакани случаи кои што сме ги имале за жал во спортскиот центар Борис Трајковски, меѓутоа доколку секој се придржува до редот кој што се воспоставува за лизгање во лизгалиштето, сметам дека не би имале проблем за оние помали дечиња кои што сакаат да дојдат и да отпочнат со лизгање во лизгалиштето, би рекол дека треба да ги користат оние пингвини кои што ги имаме како помагала за да се навикнат и на подлогата како и на лизгалките кои што им ги даваме, така што сметам дека доколку се оди по пропишаните правила кои што ги имаме тука во центарот, не би се сретнале со било каков проблем и би функционирало се безпрекорно. Еве, кога ги напоменавте дечињата, дали е добро дојдан буквално секој на самото лизгалиште, зборувам дали и дечиња, дали и повозрасни, дали е обезбедена самата опрема, односно лизгалките од страна на спортскиот центар, или пак може некој заинтересиран слободно да си донесе и сам доколку има опрема? Да, како што кажавте, имаме тука дечиња можеби од 3-4 годишна возраст па до онаа повозрастна генерација на луѓе би рекол над 50 на години, така што секој може да дојде и да лизга, кој што се чувствува спремен и подготвен физички активен би рекол да дојде и да присуствува тука. Во однос на лизгалките имаме можност да изнемат лизгалки кај нас, како што најчесто тоа го прават, но има и луѓе кои што го практикуваат лизгањето и на други места, па имаат и своји лизгалки, така да немаме проблем со тоа. Најважно е да имаат соодветна опрема за да не се соочуваме со било каков проблем. Верувам дека ќе имате успешна сезона со самото отварање на лизгалиштето. Пред самиот крај сакам да ве прашам и за вашите впечатоци од отварањето на самиот базен во спортскиот центар, имено отворен е веќе околу 2 месеци, ако не се лажам. Има ли голема заинтересираност? Какви се вашите впечатоци? Па има, да, како што знаете, 4 месеци бевме затворени поради реконструкцијата, односно санацијата која што ја правевме на покривната конструкција горе, така што луѓето кои што не можат да го користат базенот сега веќе имаме би рекол и голем наплив на посетители тука, задоволни се. Мене ме радува искрено што успеавме да го санираме тој дел за да можеме да останеме функционални. Така што еве секојдневната гледка која што може да се забележи таму е дека базенот е преполн секојдневно, како со најмали дечиња, така и со повозрасни луѓе. Ви благодарам за одвоеното време и што имавме можност да напоменеме нешто повеќе за отварањето на лизгалиштето, но воедно и за самиот базен кој е отворен веќе околу 2 месеца. Благодарам на поканата и се надевам дека почесто ќе имаме вакви средби. Благодарам уште еднаш.